иднината сега. Време е. Сојуз за иднината. Поздравете го идниот градоначалник на Прилеп, Хари Локвенец. Добро вечер, Прилеп. Добро вечер, прилепчани. Добро вечер, горди лидери на отпорот. Добро вечер, победници на локалните избори во недела. Ова вечерва е вистинскиот Прилеп. Масовно собрани луѓе од цел град и сите населени места во општината. Собрани сме вечерва без страв, гласно да им порачаме: готови сте! На 24 март прилепчани масовно ќе излезат на избори и ќе ви испорачаат голема народна казна. На 24 Прилеп ќе гласа за 42. После 22 години ДПМН е 18 години се на власт во Прилеп. Достание од нив се покажаа како неспособни и лоши, завидливи и љубоморни. Од нив видовме само економска пустош и сиромаштија. Оставија над 40% невработени во Прилеп. Сака да ги направат прилепчани покорни и зависни. Сакаа да ја уништат нашата надеж. Ама ние не подклекнавме. Над 60 дена бевме лидери на отпорот. Ги издржавме нивните притисоци и закани. Секој ден ги слушаме нивните лаги и навреди. Само уште 4 дена има до изборите. На 24 март ќе вида што значи прилепски инает. Ќе вида што значи горд народ, херојски народ, народ што мисли со своја глава, народ што Прилеп во срце го носи. За 4 дена доаѓа нивниот крај. Готови се! И тие го знаат тоа. Зошто инаку Груевски би се извинувал? Тој го достигна врвот на цинизмот и ароганцијата кога ја навреди мојата фамилија. Дали има нешто посвето од фамилијата? Дали има родител што не си ги сака децата? Дотаму отиде нивното лудило. Во фамилиите ни се мешаат татко и син да се расколат. Срамота е премиер на Македонија да користи низок речник и лични навреди. Срамота и греота е власта да ти чепка во фамилијата за ситни политички поени. Тоа во Прилеп не поминува. Овој град не е бадијала херој. Правдата е на наша страна. Народот е на наша страна. Во недела победуваме. Ама мене друго ме интересира. Дали ќе се извини Маријан Ристевски? Не мене. Не мене. Туку на прилепчани. За премолчувањето на навредите од Дулич. За изгубените 8 години и 8 генерации. За потрошените над 120 милиони евра. Без мерка, без усул. Сака 12 години да биде на власт.
го плакатираат цел град, ко Северна Кореја сме, од кај пари за сетото. Ветуваат дека ќе направиле се што не направиле изминатите 8 години. Ајде, сега пред заминување се расфрлаа со нови лопати и темели. Ветуваат фабрики и капитални инвестиции. Дали е капитална инвестиција новава општинска зграда? Не, сограѓани мои. Таа е олицетворение на луксус, ароганција и недопирливост. Не само што не направија ништо ново, туку и тоа што беше добро го уништија. Ја уништија победа гордоста на градот, најголемиот спортски бренд на Прилеп и пошироко. Во 8 години не успеа да го искористат германскиот грант за реновирање на водоводот. Велат, Прилеп бил европски град. Ако заврни, не поплавува Венеција како да сме. Камион пропадна пред некој ден во канало кај поштата. Зарезил. Така ли ќе одиме во Европа? Па уште ветуваат пирамида со планетариум и 3D кино. Абе, на прилепчани, не му е дојдено до планетариум. Луѓето се гладни и сиромашни. Прилеп бара нова надеж, подобар живот. Главен приоритет во Прилеп е економскиот развој. Како ќе ја крениме економијата во Прилеп? Со паркчина и фонтани? Со шахот пред домот на културата или со туристичкото вовче? Сакам да му порачам нешто на градоначалникот во заминување. Секој носи одговорност за своите постапки. Му порачувам нему и на раководителите во локалната самоуправа и јавните предпријатија чесно и достоинствено да ги одработат последните денови од нивното владење. Нека го почитуваат уставот и законите и нека покажат фер и коректен однос. Не заборавајте, после 24 иди 25 март. А од 25 март почнува нова страница во историјата на Прилеп. Општината со мене нема да биде арачлија. Јас знам дека на Прилеп треба да му служиш. Општинската администрација ќе биде слуга на прилепчани. Ќе ги намалиме општинските давачки, ќе го укинеме плаќањето на паркинг. Со мене општината ќе биде сојузник на малото стопанство. Нови работни места во реалниот сектор се врвен мој приоритет. Ќе основаме бизнис стартап центар. Ќе го помагаме развојот на малите семејни бизниси и ќе основаме фонд за изготвување на европски проекти. За борба против сиромаштијата ќе основаме општински фонд. Ќе воведеме донации 100 евра за секоја родилка и секој новосклучен брак. Ќе изградиме станови за социјалци. Ќе дадеме дополнителна помош за ученици од социјално загрозени семејства, за пензионери со мали пензии и помош за самохрани родители. Ќе изградиме нови основни училишта и 4 нови детски градинки. Ќе има бесплатна ужинка и екскурзија за дечињата. Ќе изградиме нови здравствени центри во селата и брза помош во Тризла 2. Се подсмеваат за стратешкиот проект гасификација и се трудат да го уништат. Ако не можат да го сватат, нека не го омаловажуваат, затоа што е една од најбитните причини за привлекување на инвестиции во Прилеп. Така во предизборниот период пред 8 години го уништија проектот за депонијата. 8 години им требаа да го разберат проектот за модерна депонија. Епа, Прилеп целосно ќе го гасифицирам. Ќе го гасифицирам. Тоа ќе донесе заштеда од 40% за стопанството и за домајќинствата.
Маркови кули ќе го внесиме на листата на УНЕСКО и ќе го развиеме како подрачје за туризам и рекреација. Салата Македонија ќе ја направиме мултинаменски центар на површина од 14,5 квадратни метри. Со мене, општината ќе биде бизнис инкубатор за развој на младите идеи. Ќе им помогнам на младите да останат во Прилеп и сами да го трасираат својот пат. Ќе им помагаме и на земјоделците. Ќе го намалиме надоместокот за наводнување и одводнување, ќе го обновиме и доградиме хидросистемот. Во селата ќе ги исчистиме каналите и ќе ги исушиме барите. Ќе направиме и нови поила за стоката. Водата е клучна за развој на земјоделието. Затоа имаме дефинирано над 500 профили за изградба на микроакумулации. Сакаме да опфатиме 40 милиони метри кубни вода за наводнување на дополнителни 20.000 хектари обработливо земјиште. Го критикуваат и овој проект. Велат бил неостварлив, многу пари требале, а малку пари дадоа за спомениците во Скопје. И шофајде од критизерски настапи. Која е нивната визија за развој на Прилеп? Споменици, паркчина, фонтани. Не гледаат дека економијата е закочена во Прилеп. Треба храбри и големи проекти за да тргнеме напред. Или за нив власта е сладка и тие убаво си живеат на грбот на народот. Која е нивната цел? Само да останат на власт колку што е можно подолго. Мојата цел е да донесам 50 милиони евра домашни и странски инвестиции во Прилеп и да создадам услови за 5000 нови работни места. Со мене, општинските пари ќе се трошат за вистинските приоритети. Општинските инвестиции ќе отворат работа за прилепските фирми. Граѓаните ќе видат корист од секој денар што оди во општинската каса. Ете тоа ви го ветувам. Јас влегов во политиката да го помогнам развојот на Прилеп. Јас не сум губитник во очај па да мешам фамилија за ситни политички поени. Мојата визија е Прилеп да биде град на иновации и предприемачи. Прилеп и прилепчани заслужуваат развој и нова надеж. Градот Херој мора храбро да тргне кон својата иднина. Сакам да порачам нешто до сите прилепчани. Се обраќам и до вистинските ВМРО-вци. Тоа се искрените прилепчани кои како нас, како секој македонец, веруваат во светоста на 4 букви. Се обраќам до сите прилепчани кои се срамеа и беа гневни, кога благородна Дулич не нарече мајмуни. До сите прилепчани што в земја пропаднаа, кога послушниците на Груевски изгласаа амнестија за хашките случаи и го изгласаа Талат Џафери за министер. До сите оние на кои преку глава име одаздисувањето на локалните нафатирани шерифи од ДПМНЕ. Нека не ве плашат, ништо не ни можат, ич гајле да немате. Во оваа борба сме сите заедно. На 24 март гласањето е тајно. Секој одлучува слободно. Никој не смее со сила да ви наредува и да ве уценува. Зад параванот стоиме сами, исправени пред Бога и пред собствената совест. Веко повикувам сите да заокружиме 42. Ајде заедно да се спасиме од ова зло. За подобар и побогат Прилеп,
za slobodna i demokratska Makedonija. Слушнавме секакви анкети. Ви велам, најдобрата анкета, најточната анкета ќе се види во недела на 24 март. Вие веќе го знаете резултатот. Победуваме! Денеска започнува пролетта. Природата се буди надежта за иднината. Прилеп ја бара својата иднина сега. Луѓе, време е за развој. Време е за нова надеж. Време е Прилеп да гласа за Сојузот за иднината.